Започнува светското првенство во ракомет. Македонија е една од учесничките на ова првенство. Традиционално на оваа тема секогаш разговараме со Горан Ѓорѓановски. Добро утро, слободно ќе кажам експерт кога станува збор за ракометот. Како сте утро? Добро утро, Ани. Добро утро за вашите гледачи. Честитки за нашиот празник голем Василица за многу години. Да, убав ден. Добро, се убав спремаме. Ден за почеток на ракомет. Обично сме возбудени секој јануари, така и ова јануари. Да, 29-то поред светско првенство во ракомет, што може да очекуваме во однос на начинот на игри, кои се главните фаворити на ова светско првенство во ракомет? Така, да, во однос на начинот, веќе последните години, не е веќе години, може и деценија, ракометот сериозно нели се убрза, во тој аспект не очекувам нешто ново. Ова светско првенство доаѓа после Олимписките игри во Париз, кој што се одржа минатото лето, 24-та година, и вообичаено репрезентациите прават корекции, прават промени, менуваат дел од генерациите, што викам јас се отрасуваат од старците, затоа што следува нов циклус, оној за Лос Анџелес 2028, кај што полека треба да се спремаат. Сега во однос на играта кажав, таа е веќе доволно убрзана во ракометот, брз центар и тие транзиции кои што веќе години наназад секоја репрезентација ги имплементираше веќе. Она што е ново изминатите години е што на цена дојдоа играчи кои што имаат одлична дуел игра, за разлика од претходно, каде што високите играчи кои што можеа да разбијат од, така да кажам, од надвор од 9 беа повешена цена. Сега играчите кои што имаат одлична дуел игра, имаат добар преглед, имаат добар пас. И тука е една можам да кажам борба на два системи кои што едниот е скандинавски, другиот е шпански. Во однос на тоа колку тренери работа шпански во националните селекции, и ова година ќе ги имаме многу, шпанскиот систем некако доминира, тој има игра 1 на 1, игра 2 на 2, после некоја изолација лево и десно, така да дека нешто спектакуларно во однос на играта не можеме, промени на играта не може да очекуваме, но она што може да го очекуваме е огромна неизвестност, затоа што освен Данска, која што е трикратен светски првак, олимписки првак од Париз и е главен фаворит овде, ја направи промената на генерации многу безболно, значи за благодарение на два феноменални играчи како што се Гицел, Нилсен, па и Питлик. И Франција, која што иако су доста рековалесценти доаѓа, сепак е Франција. Другите репрезентации на 6, 7, 8 можеме да кажеме дека сите може да се надеваат дека ќе останат до самиот крај, дека ќе играат на оние завршни борби кај што се делат одличијата на ова светско првенство. Така да очекувам сериозно неизвестно првенство и во борба за оние 4, но и во борба за тоа четвртфинале. Се игра во 8 групи, Македонија по 9 пат е учесник на светско првенство. Каква е нашата група? Какви се очекувањата за нашата држава? Нашата група не е ни нешто полесна, не е ни потешка од останатите, ако го тргнеме настана групата А, така наречена европска репрезентација, каде што навистина ќе им биде тешко на сите да одат во вториот круг, да се пласираат. Во нашата група имаме две репрезентации кои што се реално подобро рангирани од нас. Унгарија е топ 8 репрезентација, Холандија е топ 12 репрезентација, барем од она што изминатите години го гледавме, и имаме еден дебитант, односно единствен дебитант на ова светско првенство, тоа е Африканска Гвинеја. Веруваме на комплетна непознаница и за пошироката јавност, па и за нас како луѓе кои што го следат ракометот, но репрезентација која што долго чекала да дојде на светско. Така да очекувањата се на јавноста дека ние Гвинеја ќе ја победиме, но она што е моја главна, да кажам, порака за ова светско е дека никому нема да му биде лесно со Македонија. Еве, прв натпревар имаме со Унгарија во среда, во петок играме со Холандија. Верувам дека нив нема да им биде лесно, но од друга страна, ако ние мислиме дека со Гвинеја нема да одиграме како што треба и дека така ќе поминеме, нема да биде така, затоа што Гвинеја, ако ништо друго, има сигурно играчи кои што имаат сериозна антропологија, имаат сериозни тркачки предиспозиции, физички предиспозиции, можеби, веројатно, технички не се на наше ниво, немаат традиција, но поентата ми е дека ниту на некој ќе му биде лесно со Македонија, ниту па нас ќе ни биде лесно со некој на ова светско првенство, ако не сме 100% внатре.
Сега јас сум оптимист голем дека Македонија ќе се представи добро, без разлика на резултатот. Резултатот може да биде ние да влеземе во први 24 репрезентации, понатаму имаме група која што не чека исто, односно ние ја чекаме во Вараждин, а тоа е Франција како голем фаворит, тука е Австрија и тука е Катар. Значи, тие се сите репрезентации кои што се, за Франција не сакам да дискутирам, но Катар и Австрија се повторно репрезентации кои што тешко ние ќе играме, но убеден сум дека ова репрезентација има играчи што ќе гинат сега во Вараждин и за себе, и за својата држава. Има веќе систем поставен, не треба да им недостасува амбиција, не треба да им недостасува да бидат мотивирани, затоа што реално никој од нив не го има достигнато, никој, ајде Митревски и Пешевски се тука, да не ги ставаме во исти кош, но огромен број од играчите немаат достигнато Зенит, значи немаат достигнато цена на пазар и треба да бидат мотивирани за да покажат што знаат, затоа што треба да играат во подобри клубови и подобро да заработуваат на крајот од денот, нормално е, а ова е одлична одскочна даска за нив, така да не треба мотив да не. Она што го видовме со Хрватска, имаме и добар систем, можам да кажам, селекцијата има и опа, и глава, и опаш. Но, мора да бидеме реални, има и лимит. Колкав е лимитот, ќе покаже сега светското првенство. Да, навистина силна конкуренција. Поддршката секогаш е најбитна. Имаме поддршка која што веќе отпатува и од тука се разбира секогаш имаат поддршка. Ти си паранешен играч, знаеш како е кога си на терен и кога публиката најува за твојата земја. Па да, јас бев пред 16 години учесник исто во Хрватска, и тоа можеме да го спомниме, една сериозна коинциденција. Значи, ние во Хрватска 2009 се пласиравме преку бара со островска земја, тогаш Исланд, многу силен, сега со Фарски острови, и тогаш бевме во Хрватска на светско и сега, и тогаш бевме во Вараждин и сега во Вараждин, значи една убава коинциденција и тоа треба на овие повозрастните кои што биле тогаш, следеле ракомет, треба да им создаде дополнителен, да речам, дополнителна емоција за она што се дешават. Секако дека навивачите, иако ти си таму во еден сериозен карантин кога си дел од светското првенство, но секоја вечер имаме, или секоја вечер после надпревари, ние ги посетувавме во нашиот, да речам, штаб македонски, или како се кажува, кај што се македонците, така да ти ја гледаш колку тие нив им значи што Македонија е таму, па уште ако се случи да ние некого го добиеме, како што беше тогаш Полска, како што тогаш беше Русија, а сега имаме некој сличен тип на репрезентации по квалитет и во однос на нашиот квалитет, така да тогаш ти гледаш колку нив им значи и нормално тоа те храни, колку и да се уморен, да бидеме реални. Ова е турнирски систем, сега кога ќе влезат тие во некој барабан, надпревар, тренинг, ќе биде тоа заморно за нив, ќе биде тешко, но како одиш да ги видиш навивачите, како доаѓаат тие да те видат тебе, ти се храниш. Така да многу пати е кажувано, многу се важни, иако знае нормално на некои играчи и треба да им создава тоа притисок, без притисок тие нема да размислуваат и да дадат 120%. Да, меѓутоа да внимаваме на коментарите кои што многу често знаат да се остават на социјалните мрежи. Тоа е веќе проблем на современото време и не можеш никому да му забраниш да коментира, но мислам дека тежината на секој коментар зависи од тоа кој го кажал, значи од идентитетот на човекот. Не е исто сега Кирил Лазаров да коментира на Facebook, не е исто сега човекот што ќе помине тука да коментира на Facebook. Праваме сега споредба можеби невкусна, но ниту може да им забраниш, треба да внимаваме. Јас кажав и мојата почетна колумна, очекувам критики, очекувам пофалби, но очекувам и да бидеме, значи, свесни за тоа што сме и да бидеме свесни дека ова сега сме на еден мундијал, значи не е секој на светско првенство. Ево гледаме комшиите наши, Црна Гора, Босна, Србија не се на светско првенство. Ама ќе имаме сигурно поддршка од нив. Да го искористам вашето присуство, ќе ја споменеме и школата за ракомет, 4-та година поред, успешна генерација млади ракометари кои што нели еден дел од нив секако ќе се занимаваат со ракомет. Кога се почнува со новата сезона? Па ние вообичаено со почетокот на школската година почнуваме вториот дел од сезоната, иначе септември месец со отварање на училиштата и училишните сали, кај што сме присутни ние во Скопје и Велес. Успешно, да, ние сме задоволни како се движи. Ракомет за секое дете како проект составен од 3 сегменти, школа за ракомет,
јуниор куп турнирски систем во мини ракомет и ракометен камп 40/20. Веќе, еве, кажавте и вие, четвртата сезона, прославивме трет роден ден, си честитавме нова година со новогодишен турнир и сега децата малку треба да бидат со семејствата, треба да одат малку и на планина, да се видат со баба, дедо и така натаму. Со почнување на школската година или 1 февруари почнуваме. Она што е интересно, што ова самото големо надпреварување, спомнавме и пред да се вклучиме, дека го зголемува интересот на децата, затоа е многу важно да сме присутни на големи надпреварувања, без разлика во каков облик и со каков резултат тоа ќе заврши. Важно е да сме таму, затоа што ни недостасуваат надпревари квалитетни, ни недостасуваат децата да гледаат спорт. Без да гледа спорт, тој нема да посака, нема да добие идоли, нема да посака да влезе в сала. А ракомет за секое дете, за добро или за лошо, не знам, но се профилираше како еден најголем проект во државава за деца и се профилираше во проект кој што произведува фиданки, кои што потоа одат во сите клубови во Скопје претежно, но и во Велес кај што сме присутни. Можам да кажам дека и годинава 35 деца, момчина и девојчина, отидоа во повеќе клубови кои што играат во подкапата на Ракометната федерација, во пионерска конкуренција, и нас ние од една страна можеби ни е тешко, најмногу на тренерите кои што ги растеле и ги донеле да бидат и сега ги тие одат во друг, но од друга страна јас сум пресреќен што имаме толкава количина на деца кои што секоја година одат, значи го скокаат овој круг на школа за ракомет, кај што се извршува обука и одат некаде кај што треба веќе да покажат некакви резултати, игри и така натаму. Да, се надеваме дека и нив ќе ги гледаме на големите светски првенства. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам многу. Трае светското првенство, ќе се видиме повторно. Јас сум тука на располагање секоја за ракометот. Благодарам уште еднаш. Студио.